Samsung веќе тестира прототип на Galaxy S26 Ultra со екран без видлив отвор за предната камера. Ова значи дека компанијата разгледува можност за целосно изедначена површина на екранот, без изрези или отвори, што би овозможило максимално уживање во дисплејот. Се претпоставува дека Samsung би можел да ја примени технологијата на камера под екранот, слично на онаа кај Galaxy Z Fold 6, каде што MP4 сензорот е поставен под екранот и станува видлив само при активирање на камерата. Сепак, досегашните искуства покажуваат дека оваа технологија може да доведе до компромиси во квалитетот на сликата, како заматеност и послабо осветлување. Поради овие предизвици, не е сигурно дали овој прототип ќе стигне до масовно производство, освен ако не се решат овие проблеми. Samsung е познат по тоа што внимателно ги воведува новите технологии, чекајќи тие да се етаблираат на пазарот пред да ги имплементира и подобри. Иако воведувањето на екран без видлива дупка за камерата би представувало значаен дизајнерски скок, конечната одлука ќе зависи од успехот во надминувањето на техничките пречки поврзани со квалитетот на сликата. Помина 21 година откако Марк Цукерберг и неколку пријатели на Харвард ја лансираа мрежата де Facebook. Првично достапна само за студентите на Харвард, мрежата брзо се прошири на универзитетите во Колумбија, Стенфорд и Јейл, а потоа и на сите колеџи, при што да беше отфрлено од името. 6 години подоцна, Facebook достигна 1 милијарда корисници. Денес, Facebook има повеќе од 3 милијарди корисници и представува глобален феномен кој засекогаш го промени општеството и односите меѓу луѓето. Низ годините, мрежата го менуваше својот изглед и функционалности, прилагодувајќи се на новите трендови и потреби на корисниците. Сепак, Facebook денес е главно мрежа за постари луѓе, додека Instagram и TikTok се попопуларни кај помладите генерации. Покрај тоа, YouTube, WhatsApp и WeChat исто така се меѓу најдоминантните платформи. И покрај тоа, Facebook се уште опстојува, а Цукерберг прави сериозни долгорочни планови за платформата и не се откажува од идејата за метаверс, еден вид виртуелен живот.